Надлежните служби со асистенција на полицијата од изутрината ги отстрануваа импровизираните тезги на дивите предпродавачи на тротоарите кај Скопски бит пазар. Отстранети се сите нелегално поставени тезги долж булеварот Крсте Петков Мисирков, од крстосницата со булеварот Гоце Делчев до тезгите на кои се продаваат цвеќиња. Експерти, универзитетски професори, политичари од десетина држави од Западниот Балкан и поширокиот регион, како и представници на НАТО и дипломатскиот кор во Република Македонија, учествуваат во работилницата НАТО самитот во Велс, иднината на Алијансата и регионалната стабилност на Западен Балкан, која се одржува во Охрид. Министерот за одбрана Зоран Јолевски истакна дека владите на државите од регионот преку ваквите состаноци ги утврдуваат начините за тоа како да се соработува во иднина. Владата и Министерството за одбрана на Република Македонија веќе подготвуваат стратегија за тоа како да се продолжат процесите за натамошно презентирање на достигнувањата со цел да добие покана за членство, како и нагласување на придобивките што од зачленувањето би биле како за Македонија, така и за регионалната стабилност и алијансата, истакна Јолевски. Македонија ја шири дипломатската мрежа со отварање две нови амбасади во Астана, Казахстан и во Абу Даби, Обединетите арапски емирати. Во Астана заминува Илија Псалтиров, а во Абу Даби Сашо Ташевски. Новоименуваните амбасадори пред Собраниската комисија за надворешна политика ги представија платформите и приоритетите за своето работење. И двајцата акцентот го ставаат на економската дипломатија. Новиот еврокомесар за проширување и за соседска политика, австриецот Јоханес Хан, нагласи дека во процесот на проширување на Унијата предност пред брзината има квалитетот, така што, како што нагласи, според реалната проценка во блиска иднина нема да бидат примени нови членки. Процесот на прием изминатите години покажа дека е потребно солидно действување кај проширувањето на Европската Унија. Потребна е солидна подготовка, изјави тој за австриската агенција АПА. Меѓународниот монетарен фонд бара од владата на Србија да ги намали средствата наменети за пензии и заплати на вработените во јавниот сектор за 10%. ММФ не го интересирало за тоа колку ќе бидат намалени платите и пензиите, туку смалувањето на вкупната маса на средствата предвидени за таа намена. Фондот бара и смалување на јавниот долг на Србија во следните 3 години, како и воведување на мерки на штедење. По Полска и Германија соопшти дека има намалување во испораката на руски природен газ поради тензиите меѓу Русија и Европската Унија во врска со кризата во Украина. Германската енергетска компанија објави дека има редукции во испораката на руски газ. Претходно Полска соопшти дека неделава добива за 1/4 помалку газ од вообичаеното. Газпром демантира дека има редукции. Украина ја обвини Русија дека го намалува снабдувањето со газ за Европа за да го наруши повратното снабдување за Украина.